ребалансот е направен со цел да парите бидат најдобро искористени од страна на буџетот во интерес на граѓаните. Јас сакам само да кажам дека она во што се насочени парите не е само дека се скратени капиталните инвестиции, она како делот што е намален делот во капитални инвестиции, тој значи што остана ќе биде во најголем дел искористен и ништо нема да се разликува во процентите од годините, десетини години уназад. Но она што сакам да го потенцираме дека средствата кои што се наменети или пренаменети се повторно можеби нематеријални капитални инвестиции, ама се наменети за човечкиот капитал во државата и за човечкиот потенцијал, бидејќи ако денеска прашате што е најголем проблем во стопанството, ќе ви кажат дека најголем проблем е обезбедувањето на работната сила, односно на вработени од сите категории. Поготово во делот на директните производни работници во индустријата и од делот на инженерскиот кадар. Тоа е нешто што во нашата држава ќе станува се поголем проблем и поголем лимитирачки фактор за развојот на економијата и ќе се соочуваме во еден догледен период со тој проблем. И треба тоа отворено да го кажеме. Точно тоа се обидуваме да го решиме преку мерките за кои што ги пренаменуваме парите во буџетот, бидејќи нашите граѓани можете да ги задржите во 21. век на општо, значи, пристап на информации, слобода на движење и слобода на работа во други држави кои што го имаат. Единствен начин како можете да ги задржите граѓаните во нашата држава е да им обезбедите подобри услови за живот, а подобри услови за живот можете да им обезбедите преку овакви проекти и со повисоки плати, бидејќи на крајот, за да имате добар живот, ви требат подобри финансиски примања. Ние со ова сакаме да ги стимулираме сите работодавачи, односно да им помогнеме и да станеме нивни партнери во зголемување на платите во нашата држава. Бидејќи ние сега имаме во ситуацијата стопанство, кое што сигурно секој совесен стопанственик, а во најголем дел приватните стопанственици во нашата држава, јас ги знам како совесни тие кои што имаат сериозни производни капацитети, тие сакаат да ги задржат своите вработени, но прашањето е дали имаат доволно потенцијал и ликвидност да тоа го направат, да ги покачат нивните плати, бидејќи од една страна вие можете да ги качувате платите, но и вашата економска операција што ја правите, вашето производство, цената на вашите производи и цената на пазарот треба да може тоа да го издржи. Во моментот, македонската економија во следниот период ќе биде соочена со една ситуација да мора да биде конкурентна во светот, а за да биде конкурентна треба да биде продуктивна. За да биде продуктивна има само два начина, односно три основни работи кои што треба да се направат да ја зголеми продуктивноста, а тоа да има пристап до нови технологии, а за пристап до нови технологии точно го направивме законот за финансиска поддршка, да им помогнеме да купат нови технологии и да ги искористат, ние како држава да бидеме партнери на економијата да купат нови технологии. И вториот начин е да имате ноу-хау и работна сила која што ќе знае да управува со тие технологии, ама тие луѓе мора да имаат и добар живот и да имаат добри плати, и тоа не е притисок политички, тоа е притисок од реалниот пазар што се случува во нашата држава. Се обидуваме точно, значи, овие средства да ги пренамениме во човечкиот капитал во државата. Како тие луѓе да имаат подобар живот и со самото тоа да можат да ја гледаат својата иднина кај нас. Јас можам слободно да ви кажам дека економија може да има и со машини, и со хали, ама економија без луѓе нема. И затоа треба да се инвестира и во луѓето, и затоа јас ценам дека пренамената на овие средства од материјални капитални инвестиции, јас би рекол во човечки капитални инвестиции, е исклучително важна во овој момент. Јас знам дека во последните денови во јавноста тоа беше актуелна тема и сакав да ви дадам моје видување на оваа ситуација и прецизно да ви објаснам како јас гледам на ова прашање. Ќе ви дадам многу прецизен одговор. Видете, со оглед на тоа дека помошта или субвенцијата која што државата ја дава на компаниите, уплатувајќи ги придонесите во нивно име за покачувањето од тие, да речеме, значи,
до 6.000 денара, затоа што има лимит, нели, од 600 до 6.000 денара, за да, ако земете во предвид дека тоа се 37,7% такви придонеси, тоа значи ако ние како држава потрошиме 40 милиона евра за да ги субвенционираме таквите придонеси, односно да ги уплатиме во името на фирмите, тоа значи дека сите фирми во нашата држава дале над 100 милиона евра повеќе плати во кај вработените. Па јас ќе кажам следното: дај Боже, нека влезат, значи, повеќе од 100 милиони евра кај граѓаните, па тие граѓани, тие пари нема да ги чуваат, ќе ги потрошат. Ќе купат нивни добра, за тие добра ќе платат ДДВ, ќе се зголеми, значи, прометот во државата, а истовремено, пак со средствата кои што ќе ги имаме, овие што ќе бидат уплатени 40 милиона евра, и тие не завршуваат кај некој друг, тие ќе завршат во пензискиот и во здравствениот фонд. Па така ќе се создадат услови да имаме малце подобро здравство, да имаме малце подобра пензија. Значи, видете, ние треба да разбереме дека оваа мерка е стимулативна мерка во делот на пуштање на парите во прометот во државата и е стимулативна мерка како да се подобри квалитетот на животот на сите граѓани и на начинот на кој што прецизно ви кажав. Значи, јас ценам дека ако, значи, тие средства од точно е, значи, дека нема лимит, дека може сите да го користат, меѓутоа ако направите една проста математика назад и ако видите дека до 6.000 денари колку работни места се тие кои што тоа може да го користат, и имајќи во предвид дека во нашата држава има нешто над 600.000 вработени, и ако земете колкав процент би можеле ова да го искористат, ќе видите дека да, од прилика проекциите се реални. Но не би се ја задржал толку на проекциите, него би се задржал повеќе на ефектите и би се задржал повеќе на зошто е тоа направено, кои резултати се очекуваат со тоа. Значи, јас уште еднаш прецизно ќе ви кажам, ако 40 милиона евра државата потроши во поддршка и субвенционирање на придонесите, тоа значи дека над 100 милиона евра средства се зголемиле платите на вработените во државата. Па тие плати и тие 100 милиона евра се точно тие кои што граѓаните ќе ги трошат и повторно ќе кажам, ќе плаќаат ДДВ и ќе, значи, се зголемуваат придонесите. Значи, ќе се зголемува општиот оптек и општата потрошувачка во државата, што ценам дека во моментот е важно, а истовремено да се обезбеди подобар живот на граѓаните на државата.